Човек од доверба, од друштвен, еснав човек, чаршински човек, насмеан, со вино, со песна, кафана. Можам да речам за другарот дека е еден од најискрените другари мои, најблиски. Нема ден да не се слушниме, а нема едно на 2-3 дена и да не се видиме, да седнеме овде кај Цано, да испиеме по една ракија, да разменеме мислење, пријател со сите. И 2 сати што ќе поминам во денот со него ми представува задоволство. Комуникативен, позитивен, стално насмеан, со позитивна енергија. Штом дојди овде, и нас денот ни е поубав. Мислам дека е доста интересен човек, домаќин, добар шегаџија, со голема смисла за хумор. Добро афирмиран во битолската публика, па и пошироко. Фала да се наброи, оди предоставање снота. Здраво, Стојанче. Здраво, шо бе? Добро ми се? Добро, како си ти? Добро, ете пазарно. Значи, вистина е дека си голем домаќин. Ако слушни жената ми. Шо ми правиш ти, шо тука? Ево и јас пазарам. Да? Да, пазар нагоре сум, ако сакаш. Добре, ај повели ако неки спазари ми. Кој на ракија те частам, те неам види. Може едно сокче. Може сокче, с ракија, кафе, пиеш? Може и кафе. Ај. Значи денес цел ден се дружиме. Доколку имаш слободно време, ќе се дружиме на вистина целиот ден. Многу брзо. Морам да Ќе те пратам. Чек да пратам, да ме веруваш имаш и жена. Да ме веруваш. Тогаш планирај го ручекот за плюс уште еден. Добро. Пол кило ќе ми дај. Колку треба? 50 ни мој ни твое? Може, готово. 1 евро. Ево, ќе ти бидам и од помош. Фала. Как ми биле? Здрави. Готово. Ич, еро. Ич, готово. Си гледам. Ова навистина ми е многу интересно започнат ден. Се не многу убаво. Вторник и петок, летно време, појќе идам на пазар. Значи ти ги Обавезно, да. ти ги обавуваш сите домашни обврски. Сега да се пофалам или да се пожелам. Јажав и маш и жена и мајка и татко сум. 4 во едно. Така. Може се да поминиме, Да. сапите да се... Јас идам целиот ден сопен. Колку често доаѓаш на пазар? Да ја дека и блиско ми е, душе претендирам и со точако сидам. Значи вторник летно време, вторник петок обавезно. Зимата идам поредко, душе пак неделата еднаш ќе дојдам. Значи што се основните работи, кромит, компир, ќе земам за да не се иди. Иначе летно време мајтав ќе направиме. На пазар е нормално. Да има посвежо, пример, дома, ти крастајците, пиперки, таква работа. А ти само пазариш или готвиш? Јас си готвам. Да не е зафалва да ја насам, па че и сега да земе мевце. Ајде, може. Така, од тегот се може и да влеземе заедно. Ајде, заедно. Повели. Јас сум денес твојата сенка. Повели.
Ајде, госка бе. Добар ден. Добар ден. Супер, ми кажа на баџанако. Да. Вино не носиш. Вино лачено, како што имаш ветер од двете сорти треба да носиш. Ке донесам и Ти ќе дај комбинат. убаво месо, ти убаво вино. Важи, госка не е Еснав, проблем. со песниче го треба. Важи. Ти ми дајш пол кило мелено, Ќе ти ми направим. дај се. Најубаво, ама. Најубаво Е, та. Што не останам што да испазариме? Sada ја уште компири. После може втор круг вртам за овошје, ама сега морам да поминам кај цане линкести кој на ракија да направи. Ајла, извинјава се. Значи тер типа мора да се помине. Добро, јас ќе се прилагодам според тебе. Знаеш. Еса, можно е и да продолжи денот довеќе. Тоа ќе правиме муавет. Па јас сум слободна така да може и да го поминеме цел ден заедно. Мисли, шопан. 35 кила стоки. Стотка 3 кила може и највате, клај 3 кила. Најубај. Знаеш, што бе добар мисли? Морам да го искарам најубај да ми дај, иначе што друго. Сака че не треба нош. Со здраве, да си трошим да не сум прв. Не? Да, добро. Ние испазаривме се, но не ми кажа што ќе приготвуваме за ружак. Па денес можеме и манча компири, што побрзо, значи може и пржени. Секи ќе смислиме нешто, веќе се најубај. Значи можеме да смислиме. Баш сакам да видам каков готвар си. Ајде зубозарно, ајде да сме живи здрави. Со сокче зубозарна. Зубозарно, само вака да се гледа. Фала ти многу што ме зеде во ваше друштво. Значи имаш навистина боемски живот. Фала. А вие двата сте браќа или? Стално на пазар, мислам повеќето бутле го прашват. Вика браќа да би сме. Кога да свртам напазар, да купам нешто и обезно ќе ме прашат кај ти е брат. Мислам дека сме браќа. Може и личиме по коси. Личи. Да, и личите, затоа прашав. Да, шеф ми беше во фриждери, имам работено. И ми беше шеф. Ама и ден денес се поштова. Мислам, шеф си го викам истото, ама се поштоваме ден денес. Значи, отко не одиме на работа. И ко заврши. И ко заврши, значи ден денес се дружиме. Пропадне, ден денес. Ден денес. Вечни пријатели. Ако ме нема, ќе да побара. Малце поќе од пријатели. И појки, другари да речем. А денот секогаш ви започнува вака со по една чаша ракија? По пазарен ден кој ќе пазарам Дајана, иначе ако ме нема 2-3 дена сега со свирките ќе се јави. Ќе речи де нема. И ќе му речам немам пари. Ајде за 100 денари, јас ќе ви дам по едно и обавезно значи се гледам. Ако не секој ден, секој втор ден, тука сме кај цане, салата, ракија и ме вендисва многу по 3, појке не. Добре, значи имате вие мерка. Мендерес што вика кога ќе почнам не престане. А наредни товарски во овој ден не се? Наредните, да ако не се продолжи примерно, значи знаеме да станеме со куте нормално, доматински, дома, одам нормално, готвам, припремам салата, а можно и да се забам дома па да ручаме нешто друго, да речеме експресно. Па добро, ќе видам денес како ќе Ти не престигнеш да го организираш денот. Ќе видам твоја сенка, па може да си го започнеме заедно денот. По муабетот на твојот пријател забележав дека ти си еден огромен пријател за него. Значи, поштован, ценет човек во пазарот и во чаршијата, но како успеваш да се организираш така после ноќните свирки, после свадбите, толку рано да го започнеш денот? Ке имаме една друга оварска дома, што морам да станам. Мислам нормално е мачно, ама преку дента сум слободен, да што имам време и да одморам. Значи имаме една друга оварска што треба да станам и после секако не легнувам, идам на пазар
да испазарам, како што реков, има време, јас што викам, за се, и за одмор, и да се видиме и со пријателите, со другари. Кога се сака може да се најде време баш за се. Викаме како треба да учиш, има време за учење и да излегваш. Така. Значи и за се има време. А таа врската ќе ви ја кажам. Некој изненадување е тоа? Изненадување, да види, да. Каде одиме сега наредно? Сега одиме колата да ги оставиме. Добро. И да ја кажам право, рацете ми се издолжи. Може да ти помогнам некако. Мало, да знаеш, вака ми е секој втор ден, трет ден. Јас пазарам се. А не се фала многу. Сега ќе одиме в театар. Добро. Таму да се видиме. Со пријателите. И после одам дома. Ручек, салата, ако немам направено од вечер. Прв пат во мојот живот со кола од пазарот до нашиот театар стигнав за 1 сат. Добив впечаток дека се познаваш буквално со целиот град. Застанавме со секој што помина покрај нас. Со пола, да не е со пола. Добро, и круг на пријатели, многу се, Гајана. Покрај свирката, покрај работата, мислам, служдери што работев, имаме голем круг на пријатели, што е нормално. Со поздравување, со позитивна енергија, што е најважно. Викам и ден денес поштоваме, доволно е се поздравиме, само и долго. Комуникативен, дружелюбив. Фала. Дали некој си имал шанса да застанеш на штиците на нашиот театар, на сцената? Статист, пример, уште со стариот театар, уште кога беше представата свечена вечера во погребното предпријатие. Ние свиревме како оркестар од овие што се за како да речам на Сарџа оркестар со блек музика. После го се отвораше новиот театар, залезо на дезертската земја, там исто статист, мислам во неколку представи во Црна, исто и со боемите, со другарите моите, да речам Стево Пански, сите сме биле само статисти. Сме ми доволно. Не ме за друго. Сега не знам колку ќе имаме шанса да застанеме на сцената, но имаме шанса да застанеме во бифето, да се подружиме со глумците. Може. Спомена дека твоја огромна желба било да бидеш актер, па како и сите деца и сите си имаме некои желби, некои посакувања, но тие не мора да значи дека ќе се остварат или нема да се остварат. Меѓутоа ми кажа исто дека и театарот е местото каде што поминуваш многу голем дел од твоето време. Слушнав и многу изјави на твоите пријатели, поминавме време и со нив и тука ме стекнато голем број на пријателства. Дали тоа што си денес значи дека твојот детски сон останал неостварен? Не остана осварен во периодот средно музичко. Бог да го прости Илко Стефановски ми е за сестра. И идев нон-стоп со него. И на проби, статиста во Мандрагола, памтам, па од стариот театар уште погребо свечена вечера на погребното предпријатие, да не ги редам сега. И како да речем кеф еден ме фати на желба да бидам и јас актер. Учев средно музичко, мислам. И се наместо да одам на академија на музичка, јас не ќе одам на глума. И Илко Бог да го прости ме спремаше. И одење знам Унковски беше во класата, во Скопје, нормално ме падна. Имав чест да го запознам и твојот внук, тој е актер во овој театар. Тоа ти е внук од твојата помала сестра. Имам две сестри, имам прекрасни се, морам да кажам, да и пофалам. Дали постои некоја друга твоја желба која што е неостварена? Па во една прилика со Весна разговарав, така ме прашуваше, не, и татко им Бог да го прости, ме учеше уште четврто одделение, се стака по одделението, колку години имаше Томос, имаше, и пред тоа имаше и Веспот, италијанските, имаше БМВ, и после нормално Томос во старите години, може со 3 брзини, тој памтам нагоре се менува, возев. И сега како што помина, мислам, не загризав многу, како да речем, нормално со свитката, работа, но друго и не купив, не сум купил мотор, а ми е желба да возам. Имам прва браче да во Америка, ли што го се зборувам, сет ми да речем, дека прва браче да има Харли Давидсон тој мотор. Мене баш ми е супер муабетот тата да. И значи, ние и стварно кефи, ко ми кажа на слика, беа тие пред 2-3 години со петками, реков идам во Америка и возам мотор. Америка ќе одиш само за мотор. Дали... Има и други, ама да.
дали сите луѓе кои те обкружуваат тебе, мислам на луѓето кои што се твое друштво, дали сите се вака позитивни како тебе, сите се духовити или се издвојуваш во сите друштва и си најшеговит? Добро, зависи од друштвото, некој пат шеговит, боемите реков сите сме шеговити, то мислам само пред камера, века. Имам шанса да ве запознам сите вечер. Така, добро. Сме, други што имам пријатели, исто театар овде, да речам, за Пеписа Цобе, сите да ги наредам, да ги извини некој ако ги заборам, Чоре, обавезност, мајтапи правиме се, значи обкружување. Имаме други Бутле Стевчи, што се друг круг на пријатели, стварно така сме. Кога појке зборувам, кога помалце, нормално, Вицо има, мајтап има. Баш би сакала да, бидејќи ми кажуваш ностоп дека има многу шеги кои што ги имаш направено на твоите пријатели, сакам да ми издвоиш некоја која ти е онака најпоследна. Некоја која што ќе ти остане вечно да ја паметиш. Добро, имаме и со боемите, многу еден период за април. Знам, ги викнав. Јас Тони со мандолината ќе се запознаете вечер, шеф си го викам така, дека кога почнувавме беше постар малце некоја година, по возраст. И шеф се му севам на панскиот сител, јамам шефо рече, а тоаш дома работеше кафанат, он рече да се собериме нешто муавет, и нормално шефо ќе речи, нема никој кој да одбие. И се бериме 12-1 сато за ручек беше, са кој како има работа остава. И јас не мојдов и се нервира, чека, ти на телефон, вика, ај сите чекаме, април или. Сигурно дека со тебе има многу интересни Има многу, случаи. мислам, воопшто со групата и со така со сестрите. Со мајка ми сум правил исто, мајка би многу. Со татко ми така. Има анекдоти, многу има. Ти си таков човек интересен, забавен. Дали може да ми кажеш дали постои некој твој животно мото? Мислам дека искреноста ми е во работата, професионалноста ја сакам. Нормално се, ќе речам пак не сме ама професионално, искрено сакам, неќам лага, неќам вртење. Разбираш. Да, искрено значи да нема дволичност на Да нема дволичност, тој сум и готово се, така. Седнуваш нама се, што викам, дај ке седнеме денески се напиеме, ке касниме, пример, ке регаме дома, да нема дволичност, да и мајта би има и се, не, заминаш и после ке го на ти. Како би се опишал самиот со 3 збора? Не знам. Не треба, шо знам, добар. Тоа можам јас да го потврдам. Скромен. Како се и скромноста ми е врлива. И стварно сум скромен, не сум нападен. Не така, да речем да се испомирам, дали го работата или ете вака. Скромен, толку, не можем пои. Нормално со мани имам. Имаме сите луѓе мани. Кој е рецептот за среќен и весел живот, бидејќи забележав дека нон-стоп имаш насмевка на твоето лице, може би подобро да го поставам прашањето, кој е рецептот за вечна насмевка на лицето? Не знам, може да иде барба да е. Тоа ти е навистина една особина која што те е за пофалба и ретко кој може, значи, покрај сите проблеми кои што ги имаме во денешницата, да биде секогаш насмеан. Сега ќе те замолам да излеземе надвор, бидејќи јас не би била јас кога не би направила нешто за да ги устрекам другите и се надевам дека ќе го паметиш овој ден поминат со мене. Имам едно изненадување за тебе и се надевам дека можам да речам тоа ќе биде остварување на еден твој сон. Благодарам. Да, ме чуди, може добро. Па може да одиме надвор да видиш какво изненадување ти имам подготвено. Ова е Зуки, а ова е изненадувањето што го имам за тебе. Здраво, Зуки. Браво. Слободно може да се запознаете, бидејќи ќе поминиш кратко време со него, ќе те сврти некој круг часометар, ти се надевам дека те исполнав една од неостварените желби. Фала многу, стварно ме изненадување големо и ме исполни. Во една прилика на Весна му реков дека татко ми Бог да опрости ме учеше да возам и возев од тие томосите на времето. Тоа имаше и Веспа имаше.
од овие италијанските, што се и BMW, сега кој е BMW не знам. Мислам не стигнав. А и мотор Томасо го вози. Стари генерации сите возеа такви. Возе мотор и беше Меракле Луча и јас, ама после нормално свирката, музичко учење и така се оддалече. Мене ме поканија заради изненадувањето твое. Јас прифатив. И во моментот ете тука. Тогаш ви посакувам пријатна воžња, па може да си започнете една мала тура низ градот. Чекам печатот и да слушнам. Преубаво. Фала многу Зоки да си жив и здрав. Фала многу. Се надевам дека навистина си поминавте преубаво, Зоки ти благодарам тебе што беше дел од ова изненадување и се надевам дека ќе ја прифатиш мојата понуда да бидеш гостин во мојата емисија. Не е ништо страшно. Најболи. Јас премаџија сум, ама не е ништо. Зоки фала, уште еднаш не ми докажа во кој клуб си извини до ти Во ЛТД спортски клуб имаше можност да се поздружи со вице шампиона на Македонија во супермото. Почекај сега, ти Грција и кај немаш учествувано на трки. Ова година сум исто така второ место моментално во шампионатот. Се надевам ако има можност Честитки од нас, Зоки. Да имаш уште многу успеси во иднина. Се надевам дека пак ќе се сретнеме полопати. Обавезно, сигурно. На секоја забава. Обавезно. Се Баш ми бремиде. е драго што се запознам. Ќе се видиме обавезно. Ти благодарам уште еднаш и се гледаме со тебе во наредна прилика. Фала на поканата. Се најво уште еднаш, поздрав и ќе се видиме обавезно. Сигурно. Борџан песна, така дека. Столе со тебе е време да видиме каков домаќин си во твојот дом. Дали го пробавте новиот Фит јогурт? Вкусен и кремаст, со само 99 калории. Ова е вашиот сојузник да се чувствувате и да изгледате добро. Сега постои нов начин да бидете фит. Пробајте го. Стремежот кон убавината е стар колку и времето. Нема неубави жени, само ненегувани. Затоа ние постоиме за вас. Резултатите се единствените за кои се грижиме. Поттик и мотив во понудата на услуги и третмани, секогаш да ги содржиме најновите достигнувања во козметологијата. Козметичко студио Стил ви нуди педикир, маникир, траен лак, депилација и шминка. Академија Стил организира повеќедневен летен курс на отворено, со можност за стекнување на сертификат. Она што се негува трае подолго. Ова е семејниот дом на Стуле, па јас, а се надевам и сите други гледачи, сме заинтересирани и љубопитни да дознаеме каков е Стуле на вистина, каков е како татко и каков е како сопруг. Жалам што не ги начекавме твојата сопруга и твоите кирки дома, па ќе ти дозволам малку да се фалиш сами од себе, да ни кажеш како се доживуваш како татко и како сопруг. Добро. Не се тука ќе знам сопругата што ќе кажеше, децата може да ме пофалат. Але не се повторам пак од пазар, имаш и жена сум дома, и татко и мајка. Се е на мене, Дојана. Колку и помагаш на твојата сопруга околу извршувањето на домашните обврски или се придржуваш на она златно правило, што претпоставам дека имате измислено вие мажите? Мажот мора да знае се, но не мора да работи се. Се да кажува, да?
Па добро, мислам, се мена времето. Го бев на работа, да речем, и свирење, нормално, дома не работев многу, нормално, нешто и врските. Кога почна жената да работи пред 6-7 години, Охрид да патува и сега Прилепе, дома сум слободен и нормално, мислам, да речем, тезелите не држи, не ја прифаќам, дека мажо не треба ништо да работи, дека жената само за вкујна и за спална со извинување, то не нормално, не го признам, да речем. Значи, од врските на пазар идам дома, нормално, ако не седнам негде да заглавам, можно е, да заборам зарзават, иначе идам дома, жената и вика пецата, од прилика, салата се прави, манџа се прави, зависи шо, каша, пржено нешто, значи обавезно ти врски. Метам по едни пати, не перам. Пеглаш? По едни пати. Тој ќе треба за насвирка во шубата и нормално околу дворот. Што треба пострижување, горчината, лозницата, си сака лачен. Значи не сметаш дека домашните обврски треба да бидат поделени на машки и на женски? Искрено не. Мислам, не сум идеален, ќе речам, знам да заглавам, знам нормално 2 дена и како да речем, имам анекдота со тоа и сметам дека треба и мажот да поможе. Те извинат са мажите, ми се налутат, ама нормално, кога сум слободен, зошто да не фатам дома? Ајде да слушнеме анекдотата. Анекдотата со жената ми има години, јас, мажето, беше Јаца од Фелици, ако и кажам така, не. Ако слободно? Иса кај Рули, Рули беше Бог да го прости, кајаши дома на културата. Славе сегаше, Рули работеше. И почнуваме од таму нормално, на по една ракија. Вечерта дури на чорба ни текна кај Масалко, пумпата, тогаш чорби праја. Значи са бајлето не фати негде, 4-5. Аце Фелиција вика се ќојме кај нас кафана. Одење в кафана, тој пален мобиле не го слушам. Таа да ти звони, кај си шо си? Ништо, стана докај 9-10 сато са бајлето. И на фиксен му текна Мендере се јави кај Аце, бе, кај си вика олето те бара, цело време, и са, знаеш, малце нема да се јавиш, малце не го слушаш, е добро, и са, тогаш во Битола беше овде во Трезор. Тие се 3 жени работеа и 3 мажи во канцеларијата овде со Обмана. И ми текна таксито, не знам која беше, дали 54 нема врска. Влам вака и вака, кај 3,5 сато, молим те на Ружа. Ќе однесиш во Трезор, знаеш, знаем, е добро. И са после тоа, вечерта уште пераме, се враќам кај 9 сато, нормално легнав да спијам и другиот ден кавгата се знае дека. Што е нормално, едно викање, и са после тоа кога му помине ми кажува. Звониот и тие со звонче се наврата, не сме и да влези, знаете. Да, во Трезор. И прва јас вика за мене та љубето Славица кој се вика звони, вика отворам и кога гледам таксисто и само реков не е за мене ова. И Ружа така љопи, да. И позади вика Лалда му е на столе, ваков маж. А таа сигурно вриела. И вика јас вријам, како да му кажам 2 дена дома не е прибран. Овај сака да се искупи. И така. Каков гурман си, што знаеш да сготвиш? Основни работи, мислам добро. Сега последно почнав и леп да печам. Па тоа не се основни работи. Јас што сум женско не знам да го направам се до тоа. Добро. Гурман, добро, сакам, мислам и малце да е нормално, што викаме, ај трав да свариш манча компири, последно пилешко, пример, со тој бешамел сос што е па во тавата ќе си го подпечиме, прсти, пилешки исто, што имаме друго, селско тавче што викаме се прави, тава ориз што е нормално. Керка Значи ми големата слободно можеш да работиш и во некој ресторан во кујна. Па да ти кажам, можам в кујна. Нека го главен кувар. Како главен само прифаќај. И мислам основни тие се манџите што ги вртем с манџа компир, што викаме зелка пресна убам е. Сарман имам свиткано. Па треба да пробаш. Веруваш, не. Тоа имам подварот, правно нормално. Затоа ти имам тие колку манџи се. Доволно за да не ги оставиш гладни. Добре, браво. Јас знам дека твојата жена е многу фина. Толкова ми слушнато. Но морам да те прашам дали задава некои обврски кои што треба да ги извршиш во текот на денот, односно дали знае да наредува, бидејќи тоа ни е една од главните особини на нас жените. Колку таа наредува, колку ти си послушен? Јас сум стално послушен.
за да ќе се насмеам стварно. Мислам не е некоја да пребарва. Основни работи, пример, ако нема, ќе се јави со помодилните столе, нема леп, пример, треба да се купи или да ќе месиш, или што ќе јајме денес, тоа му е најубаво, можам да кажам првиот пат кој сготвив и јако му е тоа, мислам, извиниле вие жените, јако му е, се седиме ручајме овде и еле ви кажува тие манџата столи. И јас еле, ков кеф, тоа финтата шо било. Да ми ја бенди се од почеток за да готвам. Да си продолжиш да си готвиш секој ден. Ако речи не чини манџата, ќе речем извини, не готвам. Не е захтевно, нормално. Ќе свика по едни пати ради кашав, ради излегвањето и нормално. Но сигурно не е преубаво кога ќе дојде дома мажот да има приготвено јадење, таа да дојде да седни да си јади. Најако му е како е помобилен. Ќе сидиш да те чекаме или Добро е кога не вели направи то и то. Не, стварно, искрено не. Ова е една стара шега, не се сеќавам ни јас каде имам слушнато, но морам да те ја кажам, те мислам дека е време јас да видам малку духовита како тебе, па јас да те насмеам. Некоја жена нон-стоп му наредувала на мажот, овде морам да читам. Некоја жена нон-стоп му наредувала на мажот, направи ова, направи она, направи вака, направи така, оди вамо, оди таму и на мажот му дошло еден ден преку глава и му рекол, па зарем не гледаш ми се тресат рацете? И жена, како жена, ако ти се тресат рацете, стани да ги стресиш килимите. Човек мора нешто да се направи. Да. Сакам да те прашам колку си близок со твоите кирки, дали ја имаш она близина на другар, дали може да седнеш да разговараш со нив, да ги посоветуваш во нешто, или си строг родител, па често знаеш и да им се смешаш во нивните одлуки? Нормално, јас викам и ќе се скараме, нормално, сум мислам како другар. Сум тоа мислам стално, но сум така вчера нешто, завчера в кола разговаравме по малата со другарки и не знам како, викам јас татко ми, да си правиме муавет нормално за себе, да речем сега. Да. Како другарчиња. А во одлуките, пример големата те сакаше да оди на студија во Скопје на Полициска академија, пред една недела, 2 недели. Реши да не оди, иди, вика тато, и крева раменце, реков Ич. Твој живот, реков, јас не можам да ти се вишам. Твој живот, твои одлуки. Така, и са со помалата матурантка е сега, се двоуми, таа е со ракомето, вежби и са не зне кај да оди. И са нормално разговараме, ке седнеме на маса и са ке речем, ова е убаво, ова е паметно, ова не е шо, и стално велам, не можеш да го зацрташ живот. Бидејќи ми кажа за нивните насоки во животот, тоа се уште не е одлучено, се разбира. Големата правник ми е. Па тоа ми е наредното прашање, дали тоа значи дека ниедна од двете не го наследува твојот талент за музика? Сакаше одеше по големата на виолончело, сакаше и виолина, виолончело му даде дека е висока и прсти долги, ама така една година, јас не се. Тој е дар од Господ. Бидејќи си голем шегаџија, покрај тоа што ни го кажа анегдотата со жената, дали се случило да и приредиш и некој изненадување, дали памтиш некои поважни датуми во вашиот заеднички живот? Поважни датуми? Добро, роден ден и годишни, годинавање годишнина од брак Христос обајмите 89-та се седа со лето и годинава 25 правиме исто. Анекдоти. Освен пак са вајле свиревме во Монако, погачам имав земени трендафили со Тони заедно на жените, тоаш дека пресно жени. И повече, значи немаш. По едни пати знам да сум, по едни пати не. Изненадување. Добро, освен вака поклон, нешто, не знам, не памтам. Сакам некој друго да му направам изненадување, ама здравие Боже. Ево шанса, сега е лето, значи можеш да ја изненадиш. Сега честито годишнина, да ви се множат уште многу години да си сте заедно. Бидејќи е лето, сакам да те прашам дали може би имаш некакви планови за заеднички одмор некаде со неа или е време за свадби? Дека се живи и здрави, мислам големата, рано е да се пофалам до ден денес одиме заедно на одмор. Мислам посебно од Чупината си одат, а ти годинавите си одат, иначе лани Албанија бевме пред до Црнагора, четворицата обавезно не велат да речем ојте вие со ваше бараме, не, до сега ете да се пофалам заедно. Годинава не знам,
ради, да не велам се ради финанси, дека те наградила со нешто, ќе одат разделено, речем, Јована и Зорица, па здравје Боже, ако можеме, ќе ме пак заедно. Доколку ви дозволи времето, бидејќи е време за свадби. Колку е подготвена таа да го следи твојот ритам кој што го имаш со музиката, со работата? Во мајта стално порано ќе речев имав проблеми во кариерата, ако не ше не таку не ке бе до сега. Тоа е во мајтата. Само шега, да начнеш шега? Не, ке на озбилно ќе одиме, како симфонија. Прв дел, па второ и трет, така нешто. Нормално, си ја сакам работата, имало отсуствување, има работа и дома, вежбање, песни учење, стварно мислам, ден-денес, искрено не е прогорила ништо. Зошто вака? Не наискрена, задовелам. Мислам да не дојде идеален брак, нема нормално, има и кавле и секи се скараме, но тоа се во кариерата, да речам, не, наискрена. Кај да одиме, кај да се свиди, кај да вежбам, мислам, да не се повторам, не до сега. Сварно. Сакам да те прашам нешто што е поврзано со работата. Дали имате слободни термини, доколку има некој од оние што ги викаме му се брза? Брза, па, така се, ние стално практикуваме негде, сега од 27 и 28 јули сме на одмор. Ги оставаме 2 недели или 10 дена за да одиме на одмор, кој како сака нормално. Да. И, па мислам сега, се наоѓа, Ама тешко. Септември, октомври, убаво. Тоа значи дека се ви е организирано пополнето? Супер, освен постите кои се са пак голема Богоровица пред 28 август, тие 2 недели са, може некоја ќе излези, може не, ама важно е полно. Значи слободна е наредната година. Имаме некоја, не знам, Стефче Малио каже исто да доди. Значи јас ако сакам да ве ангажирам за мојата свадба, треба да биде тоа се наредната година, таман имам година време да го најдам вистинскиот маж. Немој да се огледаш на мене, како. Сега ќе те оставам да го подготвиш ручекот, а јас во тоа време ќе уживам со твојот љубимец, ќе уживам со куќето, бидејќи мене ми се тие слабости, ова ми беше вистинско изненадување. Обожавам кога ќе одам во некој дом и ќе видам дека има некој животинче таму. Јас се викам лепота, но Даро се кроток ми е мирен, супер е вака, туку ќе дојдат гостите, видите, ќе залај обавезно, ќе се израдва и после легнува и мирен и кроток. Дали го пробавте новиот Fit јогурт? Вкусен и кремаст, со само 99 калории. Ова е вашиот сојузник да се чувствувате и да изгледате добро. Сега постои нов начин да бидете фит. Пробајте го. Тренежот кон убавината е стар колку и времето. Нема неубави жени, само ненегувани. Затоа ние постоиме за вас. Резултатите се единствените за кои се грижиме. Поттик и мотив во понудата на услуги и третмани, секогаш да ги содржиме најновите достигнувања во косметологијата.
Козметичко студио Стил ви нуди педикир, маникир, траен лак, депилација и шминка. Академија Стил организира повеќе дневен летен курс на отворено, со можност за стекнување на сертификат. Она што се негува трае подолго. После еден необично поминат ден со тебе, конечно дојде времето за да дојдеме тука во хотелот Премиер на прослава од 5 годишнина на матура. Ви благодарам за тоа што ми овозможивте да бидам дел од оваа прослава и мислам дека ме враќате неколку години наназад, кога јас славев 5 години од матурата и веќе го имам она чувство на повторно матурантка. Па баш би сакала сега да ме запознаш со сите членови од групата. Повелете, да се познам. Здраво на сите. Здраво. Како сте? Здраво. Здраво. Тони пак. Баш ми е мило што ве запознав сите од групата Боеми. Навистина ми е чест што се наоѓам на иста маса со вас. Денес сте главните, односно оние кои што ќе прават забавата на 5 годишнина матура на кое училиште? На долната гимназија, таки даска. Би сакала да дознам кој во вашата група? Столе вокал и кларинет, Тони мандолина, Стефче саксофон, Тони Панскиот клавиатури, армоники, вокал, Пауло бас, вокал, Николче бубњеви вокал, Стефче гитара, вокал. Со Столе денес го поминав целиот ден и забележав дека е вистински боем, но истото можам да го забележам и за сите вас. Дали случајно ви е одбрано името на групата или имаше некои колебања, двумења помеѓу името? На стартот, кога почнувавме, немавме. Мислам, не размислувавме шо ќе ставиме. Имавме некои свирки таму да кладовме на по масите таму да сами да лицитират кој би дошло. Ама така вечерта беше многу. Помни го и Димко во Австралија од емисијата. Бевме расположени многу, кога се разбудив од цевалето, на никој не текнуваше како име ни влада тогаш во тој момент. Имам еден другар во Австралија, таму живеј, сега треба да дојде за едно 10 дена. Димитар се вика, и тој, Тони вика, клајте си Боеми, така и си живеете, така вика ова, и тој фактички ме камбуса на некој начин да го клајме тој, иначе на стартот воопшто не може. Ми споменавте дека постоите 25 години. Дали може да ми кажете каде се имате настапувано во тие 25 години и дали имате освоено некоја награда од фестивали, од гостувања, патувања, можеби? Целиот ден го поминавме со зборување, а сега ми си премно готивок, дали може би имаш трема од това? Имам од групата. Ајде, одговорот може да го добијам од тебе. 91-а настапивме во Ландова, неавме награда. 92-а исто во Ландова имаше Интерфест, во Видова се држуваше, освоивме втора награда. 94-та исто втора награда зедовме од Серенада на Широксот. Не памтам, мислам, Оптиски трубадури, да. Зедовме дали прва награда нешто публика со тајфо моја. Трубадури 7-8 награди. 7-8 награди имавме земено и иначе настапуваме на сите фестивали, на тетовски филиграми. Дали имате гостувања надвор од границите на нашата земја? Во Атина, мислам дека 97 година, за Верополус ни поканија, Веро, организација наше не знам, и свиревме во Атина до 3 гости, така 2,5 сати репертоар, само македонски. Иначе Хрватска, Словенија, Србија имаме настапувано. Погледнемо из бившите југословеци. Често пати се прашувам како, кога ќе гледам пеачите распеани, навечер, значи особено тоа се случува кај вас во вашиот живот, покрај тежок ден, успевате на крајот да го завршите расположено и со песна. Добро, имало и тешки денови, ама пред се професионалноста. Стапни, мислам, се кажуваш на
мора професионално да одработиш работа и се нормално со самата музика, самото пеење и се расположено, гостите зависи, има позитивна енергија, че ќе помине вечерта, не е проблем. Имате настапи по свадби, ево исто како и вечерва имате настапи по матурски, имате настапи во ноќните клубови кај нас, односно по кафулињата. Како сте задоволни со публиката која што доаѓа на вашите настапи? Мислам дека и тие се задоволни. Ние сме задоволни, да. Дека јас сум една од гостите на вашите забави, да. Можам да кажам све најпозитивно за вас. Сношти свиревме во клубче, фала многу Девана, со ваквите часта. Во клубче свиревме, да. Иде вечерама, може сега. Клубче свиревме до 3-3,5 сата, добри свирки се. Публиката е во ред, супер младите, да речем, се веселе, се расположени се. Символ, конеј, интермецо. Кој имаме други некои нешта? Се покажите тука, покажите добро, супер, мислам супер. Настапувате само во нашиот град или настапувате и во други градови во државата? Како не испитувам, нормално настапуваме во сите градови низ Македонија, значи. Ќе спомнам тука, значи Скопје, Куманово, Охрид, Струга, Прилеп, почесто што свириме Прилеп. Како и по Кафулина, така и со свадбите, значи снегде сме застапени. И мислам дека имаме редовни настапи во тие градови, барем 10 настапи годишно имаме во Скопје, например, во големите градови. Не радува што имаме клиентела секаде низ нашите градови тука, значи имаме наша клиентела, мислам имате и уште 25 години верна публика, да, и па по Кафулињата било нешто, затоа ги свириме овие матури, значи сега овие генерации, баш од тие свирки присуствуваат и така се запознаваме и стекуваме нови пријатели, така имате со нас младите. Бидејќи ми кажавте дека имате настапи во другите градови, освен по кафичи, значи, имате сигурно настапи и по свадби. Дали има некоја необична свадба каде што имате свирено? Дали има некоја анекдота од некое ваше гостување? И да одговорам на прашањето реално, нека име да зборуваме за свадбите, бидејќи знаете, тоа е мисална работа, мора да гледаме таа работа строго професионално. Има многу анекдоти, како со зетови, со невести, со дедовци, со баби и така натаму. А со нас во групата готите има многу, да можам да извам со настапите надвор нашата држава, значи најдето сите патувања, настапи пред концерт, после концерт, пред свирка, после свирка. Се сеќавам така една анекдота во беше во Љубљана, мислам дека во Словенија. Свиревме, обично свирките беа така до 2 до 3 околу новогодишните празници. И знаете дека двојби сме и сакаме си оставаме после свирка така се дружиме. Мислам со други луѓе таму и Павно мора да спомнам, тука требаше да спие. Мислам, клучо беше во некој собата за со нас и не бараше може да не најди. И така беше интересно, што на маса бевме така голема со пријатели ние од Словенија таму имаме. И знаете таму во друштвото влезени таму во шемата си пиеме си се завркаваме, тој не бара ден сат два не барал. И на крајот ни рече: "Абе вие друга да не земате." И така го се насмеевме и кога седна без разнаваме се продолжи вече да до 7-8 сабајли. Мислам тоа е едно од многуте милиони анекдоти. Немаше спиење вече. Немаше спиење, да. Немаше другите вечери, што не знам таа вечер така му требаше клуче и пак не се до дома, така. И ќе кажи Николче сега за телевизор. А на кажи ја првиот пат кога бевме заедно. Кој сакаше да спие. Да, тоа беше интересно исто анекдота доживување. Да кажам, за време на турнејата која што имавме во Словенија, значи за новогодишните празници, тоа беше пред 2 години да кажам, бевме сместени во ресторанот, кој што истовремено беше и хотел, меѓутоа собите беа, да кажам, во подрум, значи се слегуваше во самото приземје кај ресторанот и се слегуваше по едни скали за пособите и нормално собственикот на хотелот не однеси, не ги покажа, но беше интересно што собата кај што бевме всушност 2 соби беа, немаа прозорец, односно немаа никаков поглед надвор да се отвори прозорец за вентилација и за такви работи. Беше премногу темно кога спиевме, но имаше телевизор и паставно. Дневна светлина. Телевизор. Меѓутоа, пошто беше премногу светло и користевме разни реквизити како да ставиме на телевизор. И во една од вечерите во спиевме
на Павлов му се причина, не знам како, като да е покриен телевизор. Смртен настане што вика фрли го како на погреб да сме. И сите скопи спиење се упачи, не знаеш што е. И пак немаше спиење, не наспене останавме. Како беше формувањето на вашата група? Дали сте другари од поодамна, дали се познавате од поодамна или се запознававте постепено се приклучувавте на групата? Ние групата ја формиравме во 89-та година. Меѓутоа, повеќе од 10 години назад бевме членови, добар дел од овој состав што сме тука сега, во културно-уметничко друштво Стифналов Битола. И таму проби, таму свиревме класика, работи бевме јас, Толе, Стево и Банска. И се падна на една идеја да ја направиме групата. И фактички се знаеме 25 години сме во воени, меѓутоа уште 10-15 дна назад бевме уште деца. Порасна деца. Разлика во годините имаше. Јас сум највозрасен па Столе, па Стево, меѓутоа и кој како шидеше во Стефанов се формира таа банда. И трна, бидејќи таму на самите проби, Павлусек имаше и ќе се седнеше со гитарчината, со ова бело дудме и такви работи некоја. И се исполни тука исто низ градот, по кафичи ќе си правя некој така интимни седенки, ќе не викне, значи уште пред да профункционира групата. И ќе си фатевме песничина до Сабајле по некој битовски. На времето, да. И после веќе ја формиравме фактички ние четворицата. Павло доведе 94-та мислам. 4-5 години после ни падна жал, така беше на улица стана, тајна да гледа да земе. Пред 6 години веќе Степче ни дојде. 6 Степче? Па 6 скоро. И пред негде 3 се направи 3. Бидејќи стариот наш Топанчија се разболе и му најдовме адекватна замена. Па добар и така сме слуша по едни пати. Ете, детето ни иначе Преспанче. Костинче, одресен плака патува, него му е малку помачно него нас, кога има појќе километража да прави. Изнајадовме. И така функционира. Како се согласувате помеѓу вас? Дали се случува некогаш да има некое недоразбирање па да избие капга? Има. Најме да се скара на проби. Павло ќе свикаме, јас било кој помене ќе свика. Павло вика најбој ќе помене. Славно го спомнуваме него. Има расправи нормално во работата. Во секоја работа има некој проба, пример за доброто, не е некоја голема расправа, например ќе сгрешам некој коми или панској ќе рече точе или тука застај не е вака било, онака било, ведеш нормално. И во овие години сите 25 имало некој пати сме се скарале и се смириме. Нормално, најобично. Сега пример така ни е некако. Дебил. Караме, како е негативна енергија некако. Предпоставувам дека покрај музиката се занимавате сите со уште некоја друга работа. Како успевате да си го организирате целото време? Како успевате да му посветите доволно внимание на вашите семејства? Не стигнуваме, знаете се, тоа е еден вид шаблон навика, значи викендите свириме, понеделник Сабајле да станеме 7 за на работа и начинијата е разработена, машината се знаеме сите како оди. Значи јас работиме панскиот Никол чисто така, Тони. Знаете како години се поминати веќе сме навлезени во самото. Значи ние немаме проблем со семејството, значи зимата повеќе се држува, кога почнат свадбите, викендите сме отсутни. Вие турбо период. Да, другите денови сега нормално, ако сакаш работата, сега се стигнува и со друго. Брзо спиеме и така се прави. И така да, мислам дека ако сакаш нешто да се може да се. Мислам дека добро ни оди. Значи 25 години не се малку. 25 години не се малку, мислам дека ќе има уште толку заедно. Многу години заедно и функционираме како што гледате, мислам задоволни сме од тоа што го правиме и имаме секаква публика од најстари до најмлада, од 7 до 77 и продолжуваме понатаму. Мене од секогаш ми велеле, немој никогаш да земаш маш, музичар или пекар, бидејќи никогаш нема биде со тебе внукта покрај тебе. Дали вашите сопруги имаат замерки за вашата работа? Не, немат никакви замерки, бидејќи така сме усогласени на некој начин.
За свадбата е свадба, ти можеш да се сутен, нормално заработваш пари. Меѓутоа има и куп забави кога се со нас. Значи, нормално во одредени дани да се видиме да секоја вечер дома си сме со семејството и ги излезиме заедно на друго. Значи, нема тука ништо страшно во тој поглед. Значи, претежно ти кажам да ти жениш. Значи може да си барам баш. Грешно е. Сакам пак да се навратам, значи, на групата Боеми, дали имате снимено некое CD, дали има некоја од вашите песни која што посебно ја обожавате. Сега знам дека сте прави многу сигурно има сите која што обожавате различна песна. Меѓутоа некоја посебна која ви е? Мислам дека втората строфа од како беше за другарите, така? Мислам генерално да не кажувам за сите, ама втората строфа е од затворете Зламна Мејана, така нешто е свеби, мислам омилена ни така е. А дали имате снимано CD? Па имаме негде колку се 4-5 седина се, така мислам 4-5 седина имаме снимени. Соработваме со Миксот, со Големир, со Марио, со Кире Костов, со Копров, имаме од Копров композиција, Милко Лозановски од Калица. Не знам, имаме... Па да сега брзо, значи... Сите најпознати автори во Македонија имаме сработено со некој. Планови за во иднина? Здрави. Значи нема да ги откриваме, може да чекуваме некој изненадување од вас. Наредна емисија, да. Да, нормално наредна емисија може да снимиме со вас. Само сакам првин да ви го честитам 25 годишниот јубилеј што го прославувате. Сакам тоа да го направиме, значи со по една чаша ракија. Ако може, пред наста. Може. Да не. Да се множат годините. Фала да се живеете. И да бидам ваш гостин, повторно, кога ќе славите и 50 годишнина. Да се дочекате и 50 годишнина на целата група. Да се чекате годишнина и валеме сега емисијата. Поздрав до гледачите на Орбис, на телевизија и до целата екипа. Одамна не сме били во емисија во Орбис, мислам дека и... Ви благодарам на сите, значи, што пред вашиот настап одвоивте некоја минута за мене. Ми беше чест да бидам ваша гостинка, со тебе си поминав преубав ден, еден необичен ден. Наредно се надевам дека ќе имаме прилика повторно да снимаме некоја емисија со вас. Ви посакувам само успеси и успеси понатаму. И навистина морам да ви признам дека сте гордост на нашиот град, на градот Битола. Се гледаме во некоја наредна емисија. Се најубаво. Со наредниот наш гостин нов и поинаку поминат ден. Следете не секоја недела во ист термин.